За жал. Ќе кажам една умала дигресија, нешто за ВМРО. Историското ВМРО и ВМРО ДПМН како наследник на историското ВМРО. Оти ВМРО ДПМН на Конгресот во Кичево во 95-та година донесе резолуција дека е наследник на историското ВМРО. Конгресот во Прилеп 91 не е 9-ти, него е први. А Конгресот во Кичево е 10-ти конгрес. Донесена е резолуција, точно се расправи и се друго, но идејата е ВМРО да го фати континуитетот ВМРО ДПМН од историското ВМРО. И денеска имаме кој 16-17 конгрес, односно имавме пред кратко. Вие добро знаете на што мислам. Суштината е следна. Ако ние имаме од историското ВМРО континуитет, тогаш имаме и обврска да делуваме како историско ВМРО. Немаме ние обврска да бидеме допадливи на странските амбасади, а на штета на интересите на македонскиот национален и на иднината. Ние немаме обврска да бидеме на власт. Ние имаме обврска да ги заштитиме интересите. А тогаш македонскиот народ ќе ја награди таа партија да биде на власт. Да ве подсетам на 90-та, тоа ми беше дигресијата. 1990 година ВМРО се формираше само 3 месеци пред изборите. Немаше општински комитети, да не зборам за местни комитети, а победи на изборите. Зошто? Не зашто беше партија, туку зашто беше потреба на македонскиот народ. Зашто од тука ја чувствуваа потребата да го наградат тоа што им беше одзимано и што беше мака со десетици децении, па и векови. И ВМРО дојде на власт како награда на тој народ што чувствуваше низ какви голготи пројде историското ВМРО да го сочува името на Македонија. И сега ние, на крај, да се претвориме во антипод на такво нешто, ќе биде само исклучување, само поништување на македонскиот народ, на нашите национални интереси и на ВМРО ДПМН како партија. Сега ме праша новинарите, останувам ли во ВМРО ДПМН? Па да ви одговорам на сите и уште еднаш на вас. Не само што останувам во ВМРО ДПМН, туку ВМРО ДПМН е моја и нивна партија. И никој нема право тоа да ни го знае. Тоа е таа борба. Јас ви благодарам. Јас го осеќам, ја осеќам енергијата во вас. Ние имаме иста енергија. Како може да ме прашат дали ќе останам во ВМРО ДПМН? Зашто? Зашто не ми се допаѓа Мицковски. Зашто велам дека имавме наместен конгрес. Шо сега? Значи ја не смеам да кажам дека беше наместен конгресот. Тоа ли не смеам да кажам? Добро вечер. И сега, јас сум бил расколник. Зошто? Јас знам. Целото членство на ВМРО ДПМН е со мене. 75% од членството е со мене. Но они работат да ве демотивираат, да ве атомизираат и да ве уплашат. И вие тоа нема да го дозволите никогаш. И ние ќе победиме. Ова е ВМРО ДПМН. На никој не му посакуваме лошо. И сакаме да се сплотиме. И сите заедно да бидеме. Многу поголемо зло имаме ние од вратните партиски расправи. Но исто така не можеме да се правиме слепи и глуви дека имаше наместен конгрес во Валандово. И ја тоа ќе продолжам да го кажувам. Се додека не се организира регуларен конгрес, каде што
каде што треба да бидат исполнети многу мали работи. И ќе ви кажам, и Конгресот не е битен. И ја не сум битен. Ако партијата се отрезни, нагло, и застане на улица и пред собрание и пред шутка и ги одбрани интересите на македонците. Додека се пратениците внатре, сите ние да бидеме надвор, но мора да го каже тоа партијата. Не може оние што се октроирани на наместен конгрес нас да не демотивираат и да ни забрануваат да правиме трибина, да мислиме слободно или да ги браниме македонските национални интереси. Или да не судираат, па да ни викат, види го овој расколник, види го овој добар, оној не чини, Олумчев бил ваков, оној бил на СДС, овој бил удбаш, Филип бил соросоид и така натаму. Јас сум бил соросоид. Тоа ми го пишуваат од штабот. Јас соросоид. Па душата ако му го извади некој на Сорос, тоа сум ја. Моето видео од пред канцеларијата на Европска Унија во живо има 402.000 прегледи со 9.000 лајкови, каде што викам, еве сме пред канцеларијата на Европска Унија, односно канцеларијата на Сорос. И јас соросоид. Па дајте, пукајте. Јас се ќе издржам. Ќе издржам зашто имам јасна мисла и знам каде одам. И јас ќе настрадам ако треба, и во политичка смисла, но јас ќе го освестам тоа членство и сите македонци дека силата е тука. Не е силата негде на некој висок спрат, во облаци и тајно одлучување. Силата е во обичниот член, во секој од вас.